Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Добро вечер, Петрит. Како и секоја вечер. Маџо. Нема секоја вечер, понеделник и среда од 21 до 22. Ама интензитетот на работа е толку згуснат, динамичен, како да се чува секоја Ти вечер. мислиш среда еве, а тоа понеделник. А дојде другиот понеделник. Само да ве замолам никој да не напушти додека трае муабетот. Маџо размислува Твитер, Фейсбук за субвенции. Сигурно има многу на таа тема. Има за субвенции. И нашиот гостин Ленче Николовска, добро вечер. Јас само 3 работи треба да кажам, или 2 поточно, па после тоа еден джингл и се посветуваме целосно на темата. Субвенции, Петри, доаѓа од латински субвенире. Системска материјална поддршка и помош од јавните буџети или фондови во подрачја области од јавен интерес. Субвенциите се често предмет на критики. Субвенционираните земјоделци имаат предност во однос на соседните и другите земји кои што не се субвенционирани, односно нема субвенции во земјоделието. Субвенциите можат да го нарушат ценовниот процес и да ја подкопаат слободната трговија. Разни меѓународни организации како СТО, Светската трговска организација и конвенции заради тоа ги ограничуваат или забрануваат. Субвенции има според трајноста, стални и повремени. По видот на организација на корисниците имаме стопански и нестопански организации кои што добиваат субвенции и према изворот на средствата од буџет или од различни фондови. И се разбира по намената. Имаме дотации, имаме регреси, имаме премии за цени под општествена државна контрола, извозни премии, развојни премии, даночни олоснувања, па дури имаме и ослободување од плаќање на данок, на придонеси, царини и слично. Значи, субвенциите се инструмент... А дали е субвенција која ќе ти плати државата, струја, вода, Тоа е социјална долгови? помош. Субвенциите се инструмент Па и тоа на е- економска и социјална политика. Значи, да, и тоа може да биде Видиш, субвенција. Значи, една од главната поента ни беше субвенциите како избор на алатка. Не само во развој на земјоделието, кое што треба да е основната цел, а всушност пред нашите соговорници кои што ги имаме снимено и кои што се тука во студио, главните поенти на целите на таа политика се социјален мир, купување и посредно влијание на луѓето кои што добиваат и нивните семејства субвенции, влијание на нивниот глас на денот на изборите. Петри, тоа сега за каде збори? За овој дел на светот или на оној дел на за светот? најовој дел на свет. Најовој, да. Шаклев дојде во Штип. Да, ефтин Шаклев во студиото во Штип. Значи, имаме и друг гостин во живо, заедно со Ленче Николовски. Петри, мене не ми е јасно зошто субвенција не спонзорство. Па веројатно затоа што поради сите овие причини кои што ги наброја, спонзорот нема врска да ги дава парите за јавен интерес, туку за она што не му се допаѓа. Има една Значи друга спонзор може да биде било кој што спонзорира некој пејач, некој уметник и така натаму. Која обврска на оној кој што го добива спонзорирањето, односно Па веројатно тоа што ќе се договори со спонзорот. Да го рекламира. Кај Што е субвенциите разликата треба меѓу да има, нашите да. субвенции и меѓу спонзорирањето кое што треба да биде изрекламирано? Најдобри рекламери на оние кои што ги даваат субвенциите, кои се тие што ги примаат субвенциите? Да, и ќе каже на концерт таму генерален спонзор, генерален покровител и така натаму. Како што на телевизија кажуваат, благодарение на оваа влада, ние добихме толку и толку субвенции. Благодарение на граѓаните на Република Македонија, сакаш Браво. да кажеш, Батестоле, Браво, затоа што Петрице. паричките Браво, од нас се. Мене едно нешто ме интересира, Батестоле, затоа што убаво ги објасни и ги рашлени тие овие работи околу субвенциите, дека тие имаат развојна димензија во земјоделието, но за жал во многу земји се гледа дека не се користат за развој на земјоделието, туку повеќе како социјална категорија.
еве и кај нас, мислам дека е ситуацијата од прилика така. Многу се вложува, многу субвенции, се фалат институциите, гледаме дека во буџетот секоја година над 100 милиони евра се двојат, а паѓа земјоделското производство. Зошто мислите дека е така? Николовски. Може да одговорам. Прво Може добро слободно. вечер за вас и за гледачите и слушателите на канал 77. Благодарам на поканата. Вие го поставивте и суштинското прашање. Субвенциите се државна мерка, а не партиска, и тие мора да ги има во една држава која што се грижи за производството на храна, бидејќи земјоделското производство не е високо профитабилна гранка и секаде во сите други држави е субвенционирана затоа што се работи за храната на граѓаните. Но, за да може да има развојна компонента субвенционирањето, односно добивањето на таа директна поддршка од буџетот на Република Македонија, субвенциите мора да се исплаќаат во одредена динамика, значи календарна исплата, тогаш кога на земјоделците им се најпотребни, значи не предизборна како кај нас, и да се види крајно што се субвенционира, кои производи се и каков е ефектот од субвенционирањето. Кај нас ова што се случува изминативе години е прав апсурд. Значи како се зголемува субвенционирањето, така расте увозот на храна кој што е дуплиран од 2006 година. Тоа самото по себе И паѓа и покажува производството, дека така. значи нема производство кое што не е намалено по површина или пак добиточниот фонд. Значи од тука веќе е јасно дека нешто не е во ред со начинот на кој што се врши таа субвенција. Од друга страна, многу нетранспарентно, платежната агенција или агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството е најмистериозната, би рекла, институција, бидејќи никој не знае колку пари на кого се исплаќаат, кога се исплаќаат. Порано тоа го знаеа тројца луѓе: Ставревски, директорот на платежната и Груевски. Нема, значи, да видиме од некаде каде е ефектот и резултатот од Да тој. напоменам дека беше поканета во оваа емисија директорката Бијана Вукова. Имавме така фина комуникација и тоа на крајот кажа не сум во можност да дојдам. Па добро, мислам дека не е лесно на директорката. Таа знае во што е влезена со начинот на исплатата на субвенциите. Сега последните информации мисля дека трпи силен притисок за последната мерка за млад земјоделец, 10.000 евра од млад земјоделец. Има одредени критериуми, но многу се пријавени. Сега веќе селекцијата, она што се зборува меѓу земјоделците е дека кој ќе има појака врска, чија врска ќе биде појака. Ја мислам дека тука младите земјоделци што конкурирале, оние вистинските, дека ќе претрпат една голема неправда, ќе си го видат тоа. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Во периодот од 2008 до периодот од 2013 година предвидено било да се исплатат 595 милиони евра за субвенцирање на земјоделството согласно 3 програми: за директни плаќања за финансиска поддршка на земјоделството, за рурален развој и за рибарство. Но од 2008 до 2013 година се исплатиле 489 милиони евра, што со процентна реализација од 82%, што значи дека 105 милиони евра останале нереализирани средства. Ова што е најиндикативно овде е тоа што во периодот кога има отфрлање од 2010 до 2013 година, во единствената година која била неизборна година, а таа е 2011 година, процентот е на реализација на овие средства е убедливо најнизок и тој изнесува на 79%. Додека 2011 и 2013 година, кои беа изборни години, процентот на реализација е 81, односно 82%, при што треба да се има в предвид дека во 2013 година, на само 2 дена пред изборниот молк за локалните избори, беа исплатени кон земјоделците 48 милиони евра, што е 50% од севкупно исплатените субвенции за таа година. Значи 50% од севкупно исплатените субвенции непредвидени, непроектирани, исплатени се исплатиле само 2 дена пред изборниот молк, што јасно кажува дека власта преку одредени институции ја засилува динамиката и го зголемува интензитетот на исплата на овие субвенции непосредно пред изборите. Но тоа е најмал проблем кога се говори за субвенциите, со оглед дека темпирањето на исплатата на овие средства е минорен во однос на тоа дека
во однос на наводите дека тие се исплаќаат сумнително и контроверзно. Всушност такви наводи има и во тие не се паушални, тие се составен дел од извештај на Државниот завод за ревизија. Државниот завод за ревизија која мониторирал работата на надлежната платежна агенција за поддршка на земјоделството, преку која ги одобрува барањата на земјоделците и ги врши исплатите. Оваа агенција и нејзината работа се мониторирани од 2014 година и Државниот завод за ревизија констатирал дека постои ризик при исплатата на субвенциите. Тоа нивната исплата не се спроведува согласно закон и процедура, дека се емитирани грешки и пропусти при самата пресметка на висината на директните плаќања. Постои недостиг од интерни контроли во рамки на агенцијата, каде што постои по-комплексен систем на обработка на тие барања, но што според мене што може би е најбитно, има недоволни контроли на терен. Се форсираат култури за кои Македонија како држава и земјоделскиот сектор е неконкурентен. Значи, тие посебно заблежуваат што се дава фокус во растителното производство, се дава фокус на култури, например како оризот, од кои има прекомерни количини и неконкурентен на пазарот, и како и други култури кои бараат големи услови за складирање, за чување и слично. Па и култури кои имаат краток рок на траење и мора брзо да се продадат, а во ситуација кој што има необезбеден пазар, тие најчесто пропаѓаат. Исто така, генерална забелешка на луѓето кои ја познаваат оваа проблематика е дека во голема мера се фокусира на растителното на сметка на сточарското производство. Ако вкупниот увоз на храна и живи животни од 2006 година бил 288 милиони евра, во 2015 скокнал на 551 милиони евра, додека извозот во 2006 бил 153 милиони евра, а во 2015 дошол на 305 милиони евра. Овде е многу важно да се каже дека од 600 милиони евра, од прилика, колку што се трошат за увоз на храна, околу 100 милиони евра се за производи за кои нема услови да се произведат во Македонија. Тоа е, например, кафе или некои јужни овиша. Додека 500 милиони евра се одат на храна и на култури и на гранки за кои има амбиент да бидат произведени во Македонија. И се субвенционирани. Такви се, например, месо, млеко и слично. Дополнително, во овој 10 годишен период, кој е предмет на анализата, значително расте увозот на месо и преработки од месо, или по прецено 71 милиони евра во 2006 година скока на 122 милиони евра во 2015 година. Значи тоа е на месо и на преработки од месо. Од друга страна се забележа опаѓање на производството, на домашното производство на месо. Од 27.228 тони во 2007 паѓа на 27.410 тони во 2015 година. Ноќен експрес на канал 77. Тоа беше Владко Стојановски со прераскажување на најбитните моменти од неговата истражувачка историја на тема субвенции. Господине Шаклев, вие сте наш гостин вечерва. Господине Николовска, повелете со вашите коментари на ова што го слушнавте. Може ли јас прва? Ова што го кажа сега Стојановски, и тоа се фактичките податоци, официјални податоци, кои што само потврдуваат дека субвенциите немаат развојна компонента, односно на владата не е грижа тоа што го субвенционира, потоа каде ќе се пласира. Зошто го велам ова? Субвенциите се важна мерка и тие мора да ги има за да бидат земјоделците конкурентни. Но, доколку, бидејќи сите други земјоделци во регионот, од државите во регионот и во Европската унија, знаеме 40% дека дава субвенции, сите земјоделци имаат субвенции, а нашите производи се среќаваат на пазарите каде што се и на другите земјоделци. Но,
земјоделското производство не се само субвенциите, значи земјоделците мора да имаат поевтини репроматеријали, мора да има зелена нафта, мора да има сигурен пласман, мора да има системи за наводнување. Земјата треба да биде правилно распределена за да може субвенциите да послужат како развојна компонента, а не како социјален мир. Сега Шаклев да го прашате, тој ќе ви каже, јас сум го слушала, дека ако не се субвенциите, тогаш ние земјоделците ќе пропаднеме. Поголема потврда од погубната аграрна политика на оваа власт нема. Значи, те самиот признава дека ако не се субвенциите, кои што во случај треба да бидат за развојна компонента, тие би пропаднале. А зошто пропаѓаат? На владата не е гајле каде ќе го продаде родот земјоделецот. Значи, пазете, го субвенционира, а не води грижа што понатаму со родот. Вели, тоа е сега е пазарно време и тоа демек земјоделците сами нека се снаоѓаат. Последниот случај сега актуелниот, само што дозволете, бидејќи актуелни знам дека се однесува на 30.000 лозарски семејства. Мак и мачат каде да го продадат, да го предадат грозјето. Значи, Имаат субвенции за винариите од 3 денари за вранец. Тоа е катастрофа. Тоа посебно е шокантно по мене. Значи, парите на земјоделците им ги даваат на винариите. Од друга страна, значи, доаѓа откуп на грозје, кое што е многогодишна култура, точно знае владата, постојат статистики, колкави површини се знае очекуваниот род, се викаат винариите и се прашува колку ќе откупите толку, значи имаме вишок од толку килограми, милиони килограми и владата мора да има начин како да го реши пласман. Нови некои мерки, за тие мерки зборува во интервјуто што ќе слушнеме поносна и министерот за земјоделие Михаил Цветков. Господин Шаклев ве повика госпоѓа Николовска, повеле. Па јас пак ќе повторам, ако не за субвенциите, дека 60% земјоделци ќе се откажат од своје производство. Па сега знае добро господја Николовска, малку требаше да објасни структурата на македонското производство, за да може да разговараме за тоа производство. Треба да големината на поседите, развојот на самото земјоделство и дека нема развојна компонента во земјоделството не се слагам, затоа што вие сами можете да видите, например, колку трактори нови има во Македонија. Има околу 4000 трактори нови, тоа се добиени со 50-50. А се извинам, од вкупно 175.000 трактори, колку што има во државата, следниве години се купени 4 и вие кажувате дека тоа е успешна мерка? Ние колку би можеле 100.000 да купиме, птен успешно ќе биде. А зошто не би можеле? Со милиарда евра, колку што вика владата дека вложува во земјоделството, па до сега требаше сите да имате по еден нов трактор. И тоа не е 50-50, сами да си ги купувате. Да. Од производството. Ако имавте решен пласман. Може, Ленче, да ми дозволе. Ако може да ми дозволе да се да искажам. Може да погледнеме, например, колку се биле приносите на пшеница, на јачмен, на пченка последните години и за колку има сега зголемено производство. Може да каже и госпоѓа Ленчев, ти барата со податоци, колку нови линии има за капка по капка и колку се од на пченка на најновите површини што се наводнуваат капка по капка и каде се применуваат најногорите агротехнички мерки. Ако мислите дека македонското земјоделство за 3-4 години ќе стане екстремно модерно и ќе имаме такви резултати да и Европа да ни завидува, не бива таа работа. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Михаил Цветков, министерот за земјоделие, во интервју за Експрес одговара на сите овие обвинувања што ги кажа Владко Стојановски, што ги кажа Ленче Николовска и критичката јавност. Да го слушнем. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Драго ми е што еве и опозицијата се слага дека земјоделието без субвенции практично ќе пропадне. Практично најбогатите држави даваат најголеми субвенции. Америка, например, дава најголеми субвенции во земјоделието и сите оние држави што се посиромашни, кои што не даваат субвенции во земјоделието, практично и немаат храна. И во тој правец јас би кажал само дека секоја година издвајаме над 100 милиона евра директни субвенции, да се исплатат на 80.000 земјоделски стопанства под најразлични култури. Ако земеме тука по 3, 4, 5, значи 80 пута 5, 400.000 некои си, нели, земјоделски производи на кои се дава субвенции, секој дека се работи за една голема работа. И се слагам со вас дека
може секој пат да се надат и подобри решенија. Доколку не бе овие субвенции, ќе останеа само најголемите земјоделски стопанства кои има големи површини кои што може да применат најсовремени агротехнички мерки. Така да во тој правец планираме сега да субвенциите ги земат земјоделци кои ќе ги применуваат сите агротехнички мерки. Бидејќи земјоделско стопанство кое што не е одржливо и кое што не може да произведе производ кој што ќе биде конкурентен на пазарот, мислам дека тие земјоделски стопанства практично и треба да не се занимаваат со земјоделие. Потрошени 1 милиарда евра, а увозот на храна удвоен. Целта на субвенциите е да бидеме што помалку зависни од увоз на храна. Дали анализите покажуваат дека некои култури се преценети со субвенционирање, некои треба малку повеќе да се субвенционираат. Целокупното потреби на населението во Македонија е практично од Македонија произведено. Ако земеме дека ние околу 600 милиона, не знам, увезуваме на земјоделски производи, кои што ги немаме тука кај нас, на пример, проблеми имаме со задоволување на потребите за пченица, имаме пилешко месо, говецко месо и така, одредени јужните овошја и така натаму кафе, али ако земеме преди дека па ние околу 400 милиона извезуваме, значи дефицит имаме околу 200 милиона. Ако земеме па целокупното производство што ние како земјоделие го произведуваме во Македонија, никој не го рачуна, околу 95% ги задоволуваме потребите на Република Македонија. Ако земеме нивна разлика увоз и извоз, 95%. Значи малку ни треба да 100% ние ги задоволуваме потребите во Република Македонија. Но мерките кои што ги преземаме за развој на земјоделието, се надевам за брзо време ќе имаме суфицит, извозот ќе биде поголем. Како ќе го направиме тоа? 2018 година практично нема да земат субвенции оние земјоделци кои што нема да користат сертифициран семенски материјал. Планираме да отвориме еден расадник во Струмичкиот регион, каде што ќе се произведува сертифициран расад за земјоделските култури, пипер, патлиџан, краставици, така натаму, за да земјоделците не купуваат на своја рака семења од Бугарија, од Грција, од овамо непроверено. Ќе имаме договорено кои домати ќе ги произведуваме, кои се тие типови кои што највеќе ќе одговарат. Јас разговарав со повеќе бев и во Маđарска и во други земји. Основно е бар еден шлепер да биде со еден тип на домати. И ние мораме сега да се договориме кои се тие потреби на преработвачката индустрија, кои типови на куртова капија, краставички и така натаму, кој е тој на овие трговците што извезуваат во Русија, кој е тој тип на домат кој што потребите што може да издржи еден таков транспорт, кој е тој што треба да издржи до Србија, кој е тој што треба да го направиме во Република Македонија. И ако имаме 50-60 типа на производи на домати, да ги сведеме на значи да направиме бренд на домат од Република Македонија, бренд на домат од куртова капија на Македонија. Кој ќе извеземе во Русија, треба да се знае дека тоа од Македонија и тој треба да биде препознат квалитет. Вашите планови, субвенциите ќе растат, но ќе бидат по-специализирани, по-контролирани, ќе се воведе веројатно не само по население, туку и по приноси. Ние сега одиме по површина. Не одиме по приноси, бидејќи ако одиме по приноси, не може да установиме дали се тие негови приноси или ги увезол, ги купил, па ги пријавува као негови. И од тие причини ги избегаваме приносите. Него ќе одиме на тоа што земјоделецот од агротехнички мерки примерно, значи води дневник. И врз база на дневникот ние ќе му кажеме субвенциите. Ние планираме сега секој оној земјоделец што согласно ги пременил сите агротехнички мерки да ги добие 100%, као што направивме ова со пченицата. Да направиме земјоделец кој што ќе биде економски одржлив. Оно што ја често го замерам на опозицијата, кажа ние ќе го откупиме земјоделските производи, ќе откупиме. Нити ние како министерство, ние имаме винари, нити имаме некои капацитет, не може да откупуваме. Ние можеме само да ги гарантираме субвенциите и во одредени моменти кои сега што го правиме за грозјето, кога проблем е со откупот, да им помогнеме на винариите да го откупат со тоа што ќе ги субвенционираме. Значи, увек ние имаме таков резервен фонд, нели, опозицијата кажува дека ќе формира резервен фонд, па тој постои сега. Тој е од 100 милиона евра ние. За пченицата издвоивме 3,5 милиона евра оваа година. Во околината и кај нас имаше хиперпродукција на пшеница. Цената по единица производ падна многу ниско. Од тие причини ние субвенциониравме по 2 денара од кило. Се со цел да тие
ова година ја преживеат, за да можете им до година да засадат. Вработени има 118.000 во земјоделските стопанства. И ние треба како држава да го форсираме овој сектор и најефтино е вработувањето во земјоделието. Така дека во тој правец, вие знаете дека ние од едната година 80% ќе субвенционираме за капка по капка. 80% за изграда на бунари каде што таму нема системи за наводнување. 80% ќе субвенционираме за купување на сортни крави, сортни свињи, сортни овци. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Господин Шаклев, ЗИК на што ве асоцира? ЗИК? Да. Земјоделски индустријски комбинат, барем јас така се од Од минатото. прва. Се плашите ли ако дојде некоја друга власт на чело на владата, значи на чело на државата, некој ќе ви ги сопре субвенции? Не верувам во тоа. Било кој да дојде, ја мислам дека субвенции дека ќе има. Не, за Само вашите во- велам. За моите? Да. Ако нема да има, ако нема фарма, како што вика Ленче. Не, ако нема дозвола. Дозвола, Благодарам. зашто да имам дозвола? Дајде Ленче, пошто знаеш ти од земјоделие, зашто треба да имам дозвола? Еколошка дозвола. Затоа што имате поднесено. Па добро да ако не ја добијам нормално, ти си има тоа. Ако не ги исполнувам условите. До сега ве толерираат и затоа Па, аплаудирате на министерот. Ленче, ти треба да знаеш дека скоро никој во Македонија не ги исполнува се уште еколошките услови за производство и тоа са огромни пари треба да земјоделец да одвое за да ги исполни тие услови. Јас секој пат велам дека ние законите секој пат ги унапред донесуваме. Прво треба да ги исполниме условите, барем 50% од земјоделците, па потоа да се донесе еден закон. Или велам кога законот дека биде од Европска унија, ти мораме нели да ги донесеме под притисок на Европска унија, меѓутоа нивната примена да биде од Со одложено. влезот од кога ќе влеземе во Европска унија. Ви од кога благодарам, ќе нема идеме време. во- Едно кусо прашање. Да. Кај нас е невозможно речи си да се направи попис. Европа е едно од правилата е да се прави на 10 години земјоделски пропис. Да. Попис. Тоест. Ке успееме ли тоа да го направиме? Па ние имаме земјоделски попис. Ние имаме Значи попис земјоделски на луѓе не ни успева, ама на животни, на стока на има. животни, И на на стока, на земјоделци, имоти, на имаме ние земјиште. земјоделски попис. Тај беше успешен. Имаме. Мислам дека целосно се водеше тој процес и целосно се прекина. Не. По земјоделскиот попис беше пред тоа. Аха. Имаме така. Добро, попис. благодарам за гостувањето, господине Шаклев, господин Николовска, господинот министер Цветков. И господинот Гега. Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менаџер Слободанка Блажеска, директор на проектот Весна Колоска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маџарски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гуглов, аудио миксер Зоран Истовски, електроинженер и организатор Методи Михајлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маџарски, Вања Мицевска, Ивана Крстевска, продукција Канал 77 Радиовизија, септември 2016.